Управувањето со отпадот станува се поголем и се посериозен проблем за општините во Македонија. За жал, ниту една депонија кај нас, освен во одреден дел Дрисла во Скопје и депонијата во Гевгелија, не исполнуваат ниту еден потребен стандард. Загадување, непријатна миризба, депонии кои што постојано горат. Ова е сликата на многу места во Македонија. Единствениот излез од ваквата ситуација се гледа во отворањето на регионалните центри за управување со отпад, идеја која што потекнува некаде од 2010 година, но досега не е реализирана. Претходно беа планирани 8 вакви регионални центри низ државава, во секој плански регион по еден, но денес, поради немањето на доволно отпад и исплатливост, таа бројка е намалена на 5. Кај Новаци, регионален центар за управување со отпад за Пелагонија, Русино за Полошкиот регион, Дрисла за Скопскиот, Добрешинци за југоисточниот и Вардарскиот регион и Свети Николе за источен и североисточен регион. За оваа цел, Македонија се задолжи со 55 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Токму регионалните центри беа една од темите и на панел дискусијата за почиста Преспа, заеднички чекори за подобро управување со отпад во Ресен, организирана од Институтот за комуникацијски студии во соработка со Екогерила Преспа и Македонско еколошко друштво. Како дел од кампањата Преспа разбуди се за чиста животна средина, поддржан од Европската Унија како дел од програмата ЕУ за Преспа. Идејата е да се намалат трошоците, колку и да ви се чини дека одредени растојанија се големи. Има многу други фактори кои што врзоста на кои што се решава каде точно ќе се постават претоварните станици, така што одредени општини ќе носат директно на депонијата во Новаци, одредени општини ќе носат на претоварна станица, од каде што ќе има регионално комунално предпријатие кое што ќе стопанисува со центарот во Новаци со претоварните станици и ќе го врши тој транспорт и ќе управува со самата депонија. Општините и нивните комунални предпријатија остануваат да го прават она што го правеа досега, да го управуваат со отпадот на локално ниво, да го собираат отпадот и да го носат наместо до депонија до претоварна станица. Регионалниот центар во Новаци ќе опфати 18 општини, започнувајќи од центар Жупа, па надолу се до Струга и Охрид, Кичево и сите оние општини кои што гравитираат во Пелагонискиот плански регион. Депонијата е планирано, се надевам ќе се објави тендерот за изведувач до крајот на годината и негде за 2 години би требало да е изградена и се надевам оперативна. Она што останува и е сериозен проблем понатаму, значи мора да се затворат постоечките општински депонии. Станува збор за 16 депонии во овие два региона и цената на чинење, ние направивме проценка пред 3 години, беше некаде околу 30 милиони евра за затварање на сите тие 16 депонии. Тоа е преголема сума пари која што ни една општина не може да ги обезбеди сама, што значи државата веројатно пак ќе треба да интервенира преку проект. За решавање на проблемот со отпадот, Ресен веќе започна со одредена селекција на стаклото, текстилот и електронскиот отпад, а до септември оваа година треба да бидат поделени и 2000 жолти канти за селекција на хартија и пластика кај домаќинствата. До 2028 се предвидува Ресен да добие и компостара и дробилка за рециклирање на градежен шут. А со тоа, заедно со Прилеп, да биде еден од двата града во Македонија кои што ќе го предводат овој процес. Но тука секако се и одредени предизвици кои што мора да се надминат. Наследивме 9 населени места кои што не се подигаше отпад. 23-24 година веќе намаливме од 9 на 6. Ланската 25 година со добивањето на двете возила за собирање на отпад од проектот ЕУ за Преспа намаливме уште за 3. И за ова 26 година да ги докомплетираме сите населени места кои што се без разлика на колкав е бројот на жители во самото населено место, да го подигнеме отпадот и од таму кај што и најмалку се стварат некоја диво ѓубриште, да речем, дека врз база на тоа што ние не сме постапувале таму.
Ќе се осврнам на тие неколку предизвици, а тоа е зајакнување на меѓусекторската соработка. Навистина не е потребна, заради тоа што е локалната самоуправа без меѓусекторска соработка на сите нива, зборувам хоризонтално и вертикално, не ќе може сама да го реализира тој концепт до крај. Не беше спомнато овде навистина и тоа експертската и финансиската поддршка во спроведување на законодавство од оваа област. Како дел од заштитата на животната средина, во моментов во Преспа се градат и 5 канализациони системи со мали пречистителни станици, и тоа во населените места Претор, Стење, Долно Дупени, Крани и Брајчино, кои што треба да бидат готови исто така до септември оваа година. Најдиректен бенефит има Преспанското езеро и целиот тој кревок биодиверзитет што е околу него. Исто така и околу 1500 луѓе имаат баш директен бенефит, ќе се приклучат на канализационен систем кој што ќе ги третира фекалните води за на крај да се примат дали преку река, дали директно или индиректно, сите тие гравитираат на кај Преспанското езеро. Но покрај инфраструктурните решенија, клучно е да се подигне и свеста кај граѓаните за селекција на отпадот. Се надевам дека свеста кај населението ќе се подигне на повисоко ниво, бидејќи секој самите за себе треба да го направиме. Сега кога веќе сме познат и респектабилен регион, жалосно е меѓу два национални парка, прекрасно езеро, воздушна бајна и слично, ние самите да го уништуваме. Инаку за жал, во моментов во Македонија се уште 99% од отпадот завршува неселектиран на депонија и уште 20 до 30% од вкупно производениот отпад се депонира на разни ѓубришта, односно диви депонии, кои што ги има на секој чекор.